Откако интензивно се прават подготовки за отворање на градинките од јавната општинска установа детска градинка Павлина Белјанова, минатата недела ги информираа родителите дека на 17, односно вчера и денеска, потребно е да се достават потврди дека родителите се во редовен работен однос и дека работните обврски мора да ги извршуваат од своето работно место, а потпишаа и изјави дека се согласуваат нивните деца да посетуваат градинки во услови на пандемија, почитувајќи го протоколот за заштита од коронавирусот. Според донесениот протокол, родителите при носење на децата во градинката задолжително да имаат заштитна маска, додека за децата не важи носењето на заштитната маска. Прием на децата во градинките е со одреден распоред за секоја група, но ќе се врши најдоцна до 8 часот и 30 минути. Поради држувањето на препишаната физичка дистанца, потребно е да се почитува утврденото време за носење на детето во градинката. Носење и земање на детето од градинката ќе го врши само едно од двете наведени лица во изјавата која е потполната од страна на родителите. Пред самиот влез во градинката, задолжително ќе му биде измерена температура на детето, а во случај на покачена телесна температура, веднаш ќе биде вратено. Доколку родителот забележи појава на симптоми кај детето с големена телесна температура, кашлање, отежното дишење, повраќање, пролив и друго, да не го носи детето во градинката, да се консултира со лекар и веднаш да го извести воспитувачот. Доколку детето е отсутно поради било кој здравствени причини или повторно доаѓање на детето во градинката, потребно е родителот да донесе нова лекарска потврда од матичниот лекар за здравствената состојба на детето. Согласно пропишаниот број на деца во воспитна група со оперативниот план за активности во установата за згражување и воспитание на децата по укинувањето на вонредната состојба, донесено од страна на владата на Република Северна Македонија, се нагласува дека доколку бројот на децата во воспитната група во која е запишано детето го надмине пропишаниот број на деца во воспитна група, детето времено може да биде распоредено во друга воспитна група, не во својата, кај друг воспитувач и неговател. Доколку бројот на децата во објектот во која е запишано детето го надмине пропишаниот број на деца во воспитната група, ќе има можност детето времено да биде сместено во друг објект согласно претходно потпишаната изјава од страна на родителите.